Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Денес зборуваме за предлог финансискиот план за 2022 година на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, чишто председател е Марко Беслимовски, кој што денес, не знам од која причина, не е тука, би требало да биде тука, за да малце и тој ни објасни некои работи кои што нас и не ни се јасни, зошто Република Македонија дојдена во оваа состојба да имаме енергетска криза. Марко Беслимовски, сега ќе го споменам и покрај тоа што не е тука, со уште две членки на Регулаторната комисија се вработени уште од почетокот на самото формирање на комисијата во време на владењето на СДСМ од 2002 до 2006 година, време кое донесе најголеми последици во енергетиката, кога СДСМ го направија најголемото зло во Македонија со продажба на дел од дистрибуцијата на електричната енергија од ЕСМ, односно познатиот бомбона бизнис на Радмила Шекеринска. Која е работата една од поважните надлежности, ќе ја прочитам, на Регулаторната комисија за енергетика. Значи, една од поважните законски надлежности на Регулаторната комисија за енергетика представува заштитата на потрошувачите и остварувањето на придобивките на потрошувачите, а согласно член 23 став 1 точка 7 од Законот за енергетика треба да овозможи нивна заштита и унапредување на ефективната конкуренција со цел потрошувачите да имаат корист од ефикасното и конкурентното функционирање на пазарите на енергија во Република Македонија. Регулаторната комисија за енергетика како одговорна институција, доколку на вистина сака да биде одговорна, треба да ги согледа и примени добрите практики со кои како држава сме се соочувале и се изнаоѓале поволни решенија, дури и е обврзана согласно член 16 став 2 од Законот за енергетика да ги применува најдобрите искуства и практики, но според онаво чисто што кажа колешката Дафина, 100 прашалници тука треба да ставиме за задачата на Регулаторната комисија, а ќе тргнам од тоа како работат со финансиите. Значи, според планот кој што го доставивте до нас, имате највисок износ на расходи од формирањето на Регулаторната комисија досега, односно 90.742.689 денари годишно или 5.580 евра дневно. Замислете, Регулаторната комисија ќе троши 83 евра на ден за кафе, односно поделено во денови и по број на вработени 110 денари едно кафе во најексклузивните кафичи, не е толкава цената. Сте предвиделе дека има поскапување на струјата за 33%, па ќе има уште, значи, затоа што овој план е доставен во октомври 2021 година, значи сте предвиделе дека Регулаторната комисија во 2022 ќе плаќа 33% поскапа струја или ќе плаќа 39,5% повеќе за бензин и нафта, значи сте предвиделе зголемување на цените на бензинот и на нафтата. Регулаторната комисија има сопствен сектор за информатички технологии, а ќе плаќа 1.800.000 денари за надворешно одржување на софтвер и веб страни. Ќе плаќате 21.120 евра за одржување на новата зграда која што е изградена пред 5 години. Што ќе правите, на вистина не знам.
450.000 денари за изнајмување печатарски уреди, наместо да си купите собствени, 4 милиони денари за службени патувања или 70.000 евра во време на COVID пандемија, кога се одржуваат онлайн состаноци, а од друга страна сте го зголемиле бројот на вработени дупло, значи околу 50 вработени, ќе плаќате 5.400 евра месечно за авторски хонорари и консултантски услуги. Зошто сте ги примиле, дали тие не се стручни и компетентни да работат за овие области, се знае зошто е зголемен толкавиот број, и ако ја поделиме сумата за плати на тие 50 вработени, замислете, идат просек 100.000 денари просечна плата на секој вработен во регулаторна комисија, а од друга страна се фалите дека сте ја зголемиле минималната плата на 18.000 денари, пак овака една проста математика направиме, 8.000 денари едно 4 члено семејство плаќа струја во месецот, 4.000 денари еднаш да го наполни бензинот откако дојде Животов, бензин во колата откако дојде Животов во Република Македонија, то се 12.000 денари, па не знам 6.000 денари зашто ќе ги потрошат, не ќе знаат што да купат побрзо граѓаните со толку многу пари. Почитуваниот Беслимовски кажа дека Република Македонија добила еден од условите да добие независност како држава, било тоа што е таа енергетски независна, па сега се прашувам како успеавте во овие 5 години да направите енергетски зависна, да мора да увезува струја, а при тоа ги имаме. Термоелектраните се присутни тука, вештачките езера, природните езера, значи хидроцентралите работат, меѓутоа вие така лошо менаџиравте и со водните ресурси, и со термоелектраните, и затоа ја доведовте Република Македонија до енергетски зависна. Да, јас сум за обновливи извори на енергија, меѓутоа направете прво една гасна централа, направете една фотоволтаична централа која ќе произведува струја како овие термоелектрани, за да не мора ние како сиромашна земја да увезуваме плюс и струја. Значи, тоа е заради вашето недомакинско работење. Понатаму, почитуваниот Беслимовски кажа дека во јуни месец се договориле, кога забележале дека ќе имаме проблеми со струјата, се договориле да ја испратат, да ја пуштат во употреба термоелектраната Осломеј. Па сега се прашувам зошто почитуваниот Беслимовски, штета пак ќе кажам, што не е тука, да каже зошто кога почна да се слуша за онака како се работи во РЕК Битола, во ЕЛЕМ, зошто не презеде навреме соодветни мерки, зошто не се тие релевантни институции не седна на маса и да го спречат сето ова што ни се случува денес во Република Македонија, меѓутоа за жал таквото криминално работење на владата на СДСМ и ДУИ го плаќаме сите ние, граѓаните на Република Македонија. Почитуваниот Беслимовски кажа дека тој не бил партиски, не припаѓал на ниедна партија, меѓутоа јас сум сигурна дека кога го поставиле да биде председател на регулаторна комисија, сигурно ја прочитал програмата на СДСМ и на ДУИ, што тие сакаат да направат за развојот на енергетиката. Сега ќе ви цитирам некои делови од програмата Живот за сите и пак ќе кажам штета што не е тука па да ми одговори. Она ваша констатација во 2016 година било дека наменски се намалува производството на струја за некој да остварува нереална заработка од увоз на струјата. Значи, ова е во план за живот. Дали вие наменски го намалувавте уште повеќе производството на електрична енергија, за да имате уште поголема заработувачка?
Од друга страна, граѓаните биле оштетени со големото покачување на цената на електричната енергија. Колку сте биле загрижени за граѓаните на Република Македонија, нешто навистина чудно каде ви отиде таа грижа. Заради погрешна енергетска политика, денес Република Македонија е голем, значи ова се зборови од план за живот, мислам, напишано е таму и тоа го читам. Заради погрешна енергетска политика, денес Република Македонија е голем зависник од сите видови енергија. А после 5 години АД-Елем има рекордно најниско производство на електрична енергија и, за жал, и увоз на струја. Од 2006 до денес просечен увоз на електрична енергија изнесува 200 милиони евра годишно. Трендот на постојан пораст на увоз на зависност го загрозува економскиот развој на нашата држава. Дали сега ова го мислите истото, како што го кажувавте? И што презедовте за да не дојде, за да нема влошување, затоа што денес 10 пати имаме поголемо загрозување на економскиот развој на нашата држава. Македонија да ја поврати изгубената енергетска сигурност и стабилност и да се намалат трошоците за енергија во Македонија. Каква иронија имате пишувано во 2016, а што докажавте после 5 години, сосема спротивно. Македонското сонце да биде извор за енергија, да се намала енергетската сиромаштија во Македонија. А денес вие сте виновни за тоа што Елем е најголемиот загубар и РЕК Битола работи со загуба. Замислете, некој да произведува струја, да продава, а да работи со загуба, треба да се запрашате зошто. Сигурна сум дека знаете, меѓутоа, пренамена на ТЕЦ Неготино во енергетско-земјоделски комбинат, пренамена и модернизација на ТЕЦ Неготино во комбинирана електрана на природен газ, изградба на хидроелектраните Чебрен и Галиште, оптимално искористување на Пелагонискиот басен за јаглен, со започнување на експлоатација на Подинската јагленова серија во рудникот Суводол и со јамска експлоатација на јаглен во рудниците Живојно и Витолиште, ке го продолжиме работниот век на столбот на македонската енергетика во РЕК Битола. И што направивте вие за овие 5 години за РЕК Битола? Ништо апсолутно. Копаат таму песок. Потоа експлоатацијата ќе се врши со високопродуктивна механизација во собственост на АД-Елем, со што ќе се раскинат постоечките коруптивни договори со кои со години наназад од македонскиот државен буџет се одлеваат 120 милиони евра на годишно ниво. Ова вие го кажувавте пред 5 години. Знаете дека има механизација во РЕК Битола, ама немало кој да го вози багерот. Дали е тоа проблем? Не, не е тоа проблем, колеги. Проблемот е во вас. Оти вие сакате да рекетирате бизнисмени, да земате илјадници евра, да ги носат таму во стопати, ке кажам, во кафаната во Струмица, за некој да се богати на грбот на граѓаните. За сега, ние сите да плаќаме толкава цена на струјата. Ништо од ова не е направено. Имплементација на најсовремени еколошки стандарди во ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломеј, преку инсталирање на системи за редукција на емисии на стакленички гасови и прашина, ќе ја намалиме емисијата на штетни честички во околината и ќе го вратиме чистиот воздух во Пелагонискиот. Влада на СДСМ и ДУИ ке апсолутно ништо ова не е направено. Грабеж во РЕК Битола, кутри луѓе не можат плата да земат, се плашат за своите работни места, се плашат да излезат да кажат нешто, се плашат
Ете, тоа е вашето владење. Покрај ударот на националните интереси, имаме удар врз економијата, имаме грабеж на граѓаните од невидени размери и на државата. Од портир до министер сите сте корумпирани. Благодарам.